почитувани, Зоран Заев е патен жив. Цела македонска јавност вчера имаше можност да погледне едно видео објавено на YouTube, на кое јасно се гледа како градоначалникот на Струмица, палејќи цигара, директно, ладнокрвно и без задршка, бара 200.000 евра мито за работа која по закон мора да ја заврши. На видеото, кое можевме да го видиме на YouTube, градоначалникот на Струмица, Зоран Заев, бара 100.000 евра за него преку брат му Вице Заев и 100.000 евра за црквата, зашто некој може да претпостави дека е и шифра која се користи за да се побараат пари за неговата партија СДСМ. 200.000 евра побарани за мито, видено директно од сите граѓани. Зоран Заев вчера ја призна автентичноста и призна дека овој настан се случил, што дава сериозна основа за понатамошните постапки кои треба да се ги превземат надлежните судски органи. Да го погледнеме видеото во кое се гледаат неколку работи. Гледа го, ти викаш на првата седница, това ќе биде и јас станах со мерак човекот ќе почнах да... Согласно, нема согласност ни од Сашо. Од таа работа, ние планове може да тереме колку сакаме уиднина, со сите постапки кои што Сашо ќе ги уфрли унапред. И това не ни носи за право да кажеме дека ќе чекаме ние уште 3 месеца, уште 2, уште 7, докога заврши тај план, за да од тогаш по новиот план почнеме постапка за купување на земјиште. Тај план што да купиме земјиште, ако се смене планове друга работа. Не, това е друга работа, ами. Да не Ај сега по правото на земјиште. по твое, што цели јас ки имам? За земјиште. Но ти таму ми кажуват 70 динара. Таму има цени 438 динара и има цени 71 динара. И как ќе одлучим, јас така ќе? Колку пати да кажу, как да го нацртам? Сашо што трансформира земјиште беше... Таму завршиле веќе. Живо, пред нова година го заврши. Тогава беше Сашо Вајсто и уште ден кој беше таму. Вајсто заврши си земјишто. На Краварни го заврши земјишто. Заврши му од поудамна земјишто по скапата цена, това што му е до тебе, беше лепа. И заврши Вајсто уште едно земјиште. Градба? Не е градба, градба нема се Жито Струмица. Не, таму беше некој помале. Таму од зад Мирчо, свинјарникот. Там. Там заврши, там има детали. Тие двете си заврши. Градба, Жито Струмица нема завршено. Сите работи. И кај него стави го бројчина. Ама со него функционира, со Сашо функционира тоа што договориме. Комплетно си оде как што треба. Как што договориме. Со его не оде, не знам што да кажам. Значи, една работа... Таму кај тие две парцели се негде, по тада ја што го знам, негде 66-67 илјади квадрат. Само конзерва тоа. Добро. Значи, сакам исто така да знаеш. Значи, кога говорам за сериозни работи, јас не сум плюнал никаде, така што сум дадел збор. Значи, никаде не сум плюнал. Така да ја завршам работа однапред, мислам што да преземам. Они како да заврши работа? Сад сакам да интересира, ти кажах ти тогава, на мене секој евро 100 илјади. Да ти кажам како. 1 евро на црквата и 1 евро од квадрат ми донесе. На мене. Директно. Ето това, ама јас тогава го спомнах, викам да не само јас плаќам, тоа питам другите как завршија. Дали Сашо, Вајсто, тие што ти ги порли, знаеш што? Значи, не многу да го комплетно, така што кажаме така, комплетно заради това што калкулацијата е една, што беше, сега е друга и апсолутно јасно. Да си спремам јас колку може пари да платам, това е. Това сега пак се питаме сега. 70 динара е како метар квадратен за државата. Од тие пари вие дел имате, колку имате, вие се знаете. 80% е на општините, 20% е на... А другото тие са плюс 2 евра, како што ја кажа. Така, това е едното директно на црквата. Директно на црквата. Ки си го платиш, сакаш така, сакаш го тоа. Едното евро е там, а другото как ќе го платам? И това треба да знам. Кај вицата, например. Добро. Кај вицата. Многу тоа, се знаат, менувачница е. Не, дека да знам, сега треба, нели имало пред мене как се вршиле, как е терко, така, чујте да... Добро. Од видеото што вчера можевме да го видиме и што денес имавме можност повторно да го видиме, се гледа следното. Деталните урбанистички планови
во Струмица се носат кога сака Зоран Заев и по нарачка на бизнисмени, за кои очигледно потоа тие мораат да платат покрај на државата и општината и кај Зоран Заев и Вице Заев. И мораат да платат во црквата или можеби, ако предпоставката е точна, и во партијата. Зоран Заев кажува дека тој ги определува цените, односно дека тој одлучува за цената. Цената што треба да се плати на општината може да биде, како што вика Зоран Заев, и 438 денари и 71 денар. Но дрско и директно, тој кажува и дека како ќе одлучи тој, така ќе биде, и прашува дали да нацрта. Од видеото се гледа како Зоран Заев одлучувал цената да биде најниска, онаа од 71 денар, за веројатно да може потоа да побаре уште 2 евра како мито по квадрат за себе. Доколку цената била повисока, очигледно е дека имало бизнисмени кои би платили повеќе, но тие пари ќе завршеа во општината, а не кај Зоран и Вице Заеви. Зоран Заев во видеото посочува дека вака постапувал и во други случаи. Или како што сам вика, ова е теркот за работа, не требало да се црта. Не требало многу да говори. Други земјишта за кои слушнавме се, како што вика Зоран Заев, земјиштето на Краварнико, земјиштето зад на Мичо Свињарнико, Градба, а за земјиштето на Жито Струмица веќе биле ставени бројчиња и дека со известен Сашо и Ването тоа функционира. Истиот терк. Зоран Заев, од она што сите го видовме од објавеното видео, кажува дека 1 евро од квадрат или 100.000 евра треба да му се дадат нему, директно, а 100.000 евра да се дадат на црквата, што може да е и шифра за партијата СДСМ. И во видеото кажува дека не смее да говори. Очигледно има нешто што треба да скрие. Фрапантен е делот од видеото, на кое се гледа и слуша дека парите треба да се дадат на брат му Вице Заев во некоја минувачница. Струмичани веднаш ќе препознаат за која минувачница станува збор. Изгледа како снимката да е направена во канцеларијата на Зоран Заев во општина Струмица. Со оглед на сите факти, ВМРО ДПМН бара од истражните и судските органи да се посветат максимално во транспарентна и законска постапка, да го расчистат овој случај. Бараме надлежните истражни органи, покрај овој еклатантен пример, да ги испитаат и сите други случаи кои се споменати во ова видео. Бараме да се разгледаат купопродажбите, легализациите, урбанистичките планови за секое земјиште, што се споменува во ова видео, без исклучок. Очигледно е дека Зоран Заев вака работал. Државните органи мораат да го проверат тоа. Уште еднаш бараме од Зоран Заев да си поднесе оставка од сите политички функции. Бараме да си поднесе оставка од председател на СДСМ, бидејќи од таа функција очигледно има можност да се заканува и да оценува сведоци, адвокати, обвинители и судии. Бараме да си поднесе оставка од функцијата градоначалник на Струмица, за да не крие документи и докази и да не може да влијае на истрагата и на судскиот процес, особено имајќи ги опредит сите аспекти од документационото и архивско работење на општината. Дополнително, тој веќе нема кредибилитет да ја води општината во моменти кога сите граѓани знаат дека нивниот градоначалник барал мито директно за себе, наместо да обезбеди повеќе пари за општината. Зоран Заев денес мора да постапи онака како што тој бара од другите. Доколку не направи така, се што збореше досега му паѓа во вода. Зоран Заев повеќе нема кредибилитет да биде во политиката. Благодарам.